како координатор на најголемата претеничка група во Собранието на Република Македонија, на тврдењата на кои што вие треба да реагирате за легитимитет, односно за немањето на легитимитет на ова Собрание на Република Македонија. Изборите од 2014 година се спроведоа на близу 3000 избирачки места, без ниту еден приговор и со извештај на меѓународните институции кои што кажуваат дека тие избори се спроведоа според демократски стандарди. Нарушувањето на легитимитетот, односно оспорувањето на легитимитетот на ова собрание е оспорување на правото на 500.000 гласачи кои што гласале за победничката партија, најголемата партија, но исто така и близу 150.000 кои што гласале за најголемата политичка партија која што ги представува нашите сограѓани албанци во Република Македонија. Во ова собрание мнозинството е составено од 80 пратеници, мнозинство кое што скоро и никогаш да го немало во минатите 20 и неколку години. За било кој раководител на институција да ги искаже овие зборови, треба да има потврдена ситуација. Господи Јанева, вашата улога, дозволете ми да ви укажам, вашата улога е да искажувате сомнеш, а не да искажувате пресуди. И вашата улога, и на вашите колешки. Можете вие да имате истражни постапки, може да имате предистражни постапки, може да имате обвиненија, но конечната одлука дали правно сте во право ја носат судовите во Република Македонија. А бидејќи се дозволувате, иако е непријатно, бидејќи се дозволувате политички коментари, ќе ви кажам, и вам, и на СДСМ, граѓаните ќе ви кажат за 2 месеци колку ја ценат вашата работа, колку ја почитуваат вашата работа и дали вашата работа е исправна. Жалам што институцијата е ставена во практично коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, но вашите коментари испрема нас, испрема парламентот, испрема колешката Роза Топузовска-Каревска, апсолутно потврдуваат дека вие не извршувате правна функција во Република Македонија, туку извршувате политичка функција. И тука апсолутно нема никаква дилема. За другите работи околу грешките кои што ги направивте во одговорите, за тоа дека само предистражните постапки се тајни, а всушност и истражните постапки се тајни спред Законот за кривична постапка, но вие кажавте поинаку, ќе се задржиме во текот на репликите и се надевам дека ќе имаме добар правнички муавет. Ова е преседан. Раководител на институција, кој што е назначен во постапка спроведувана во Собранието на Република Македонија, да го оспори легитимитет. Господи Јанев, ве гледам и ве замолувам, доколку го мислите тоа што го кажавте. Прво, треба да се повлечете од функцијата која што обавувате, треба да ги вратите средствата кои што ова собрание ви ги дало и треба да кажете дека законот кој што сме го донеле за вашата работа е нелегитимен и неуставен. Доколку тоа го направите, јас ќе бидам првиот меѓу пратениците што ќе дојдам и ќе ви подадам рака и ќе ви честитам за храброста. Доколку не, извинете, но дозволете ми да имам мислење дека вие сте само еден од коалиционите партнери на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам.